Јас и моето семејство даноците ги плаќаме единствено во Република Македонија. Почитувани, Зоран Заев по митинзите изјавува дека неговото семејство плаќа даноци. Се уште не стигнале реакциите од кражбата на струја, а денеска објавуваме нов скандал. Панче Заев и неговата фирма Зови Промет Струмица затаиле данок во висина од 200.318 денари, од кои 91.054 се данок на добивка и ДДВ во износ од 109.264 денари, и Основниот суд Струмица во 2012 година ги осудил со правосилна пресуда. За да не зборуваме на памет, на целата струмичка и македонска јавност ја покажувам пресудата од Основниот суд Струмица. Со оваа дејствие, обвинетите Панче Заев, како и правното лице Зови Промет, сториле кривично дело, даночно затајување, и судот ги осудил со условна казна затвор од 6 месеци, која нема да се изврши доколку обвинетите не го повторат делото во временски период од 1 година. Согласно позитивните законски прописи, дел од данокот на додадена вредност се слева во општинската каса на Струмица. Со неплаќање на данокот, Заеви директно ја осиромаштуваат и општинската каса. Фамилијата Заеви, преку скандалозниот фирма Зови Промет, во последните 2 години инкасирале 21 милион денари преку јавни набавки за детските градинки во Струмица. Тоа е истата фирма која не плаќаше струја, а еве сега гледаме дека не плаќа ни данок. Значи, почитувани сограѓани, фирмата која ги снабдува со храна нашите деца си дозволува да не плаќа струја и да не плаќа данок. Јасно е, според какви услови и документи за тендер, оваа фирма добива договори за јавни набавки во вредност од 21 милион денари. Вредностниот систем на Зоран Заев веќе е повеќе од очигледен. Да се добијат тендерите во општина Струмица, да се избегне плаќање на струја, плаќање на данок и цело време да се глуми наивна жртва. Господине Заев, досега ниту ги поднесовте најавените кривични пријави против мене, ниту демантиравте за кражбата на струја, ниту ќе го демантирате оваа, затоа што не излегуваме со документи. Во европскиот град, како што е Струмица, европски е и за вакви скандали да се поднесуваат оставки. Но ние од вас нема да бареме оставки, бидејќи тоа е понуда за доблесни луѓе. Ние на 24 март ќе ги добиеме изборите и вашите скандалозни изјави и дела, од кои Струмица е веќе заморена, ќе останат во минатото. Може. Значи, сега кога имавме протестен марш или по улиците на Струмица, го видов јас тој плакат. Сега не знам од кој причини е закачен. Ако е закачен во делот да се популаризира Струмица, јас сакам да му препорачам на господата кои што ги закачале, бидејќи таму нема ниту партиско одбележје, ниту некоја фирма која што рекламира, дека карневалот помина во сабота. Така да веројатно луѓето кои што дошле овде, за да им покажат дека се во Струмица, а не во Благоевград, веројатно знаат дека доаѓаат на Струмичкиот карневал, и затоа јас во еден дел само ги поддржувам, а тоа е делот дека навистина е потребна популаризација на Струмичкиот карневал, малце пошироко, па луѓето кога доаѓаат овде да знаат дека се во Струмица. Ако мислите во политичкиот дел, ќе искоментирам и политички слободно. Веројатно ова е дело, претпоставувам, не сум сигурен, затоа што и не можам да тврдам, затоа што нема никакво обележје на Социјалдемократскиот сојуз. Ако е дело на Социјалдемократскиот сојуз, нивниот пратеник Панче Орцев, кој што и тогаш беше во Социјалдемократскиот сојуз, за потсетување на јавноста, тој и неговата партија, нели, тогашна беа против свирење на македонската химна во собранието, против самостојувањето на Македонија, против фудбалската репрезентација. А нивниот пулен, тогашен млад, сега веќе нели потпредседател на партија Зоран Заев, му дозволи Бранко Црвенковски да го замени на председателското место. 2 дена го замени, на третиот жалниот дојде овде на Прочка во Сандо Масев и ни рече дека морале да ја свиткаме кичмата. Така да мојот коментар е тоа во тој дел и ги охрабрувам да излезат јасно и гласно да кажат кој е тој што го закачил плакатот.
И трета работа која што сакам да ја кажам, барем да не викнале да им помогнеме, бидејќи гледам дека од ветер од веќе се окинат.